Мандатот на градоначалниците и на советниците во локалните самоуправи истекува денеска. Заедницата на единиците на локалната самоуправа, ЗЕЛС, во петокот побара парламентот најдоцна до денеска да одржи седници и да донесе решение за мандатите на градоначалниците и на советниците. ВМРО ДПМН денеска не учествува на координација во собранието, бидејќи Талат Џафери не е избран за председател на собранието. Од ВМРО ДПМН бараат титно одржување на локалните избори, а како можни термини ги предлагаат 2 јуни, средината на септември или најдоцна 15 октомври. Од СДСМ пак велат дека прво е потребно да се формира новата влада, па да се распишат избори. Доколку не се најде соодветно решение, посочуваат од ЗЕЛС, на граѓаните ќе им бидат ускратени сите услуги што ги добиваат од локалната самоуправа. Министерството за финансии се уште нема законско право да ги исплаќа субвенциите до носење на конечната одлука од страна на судот. Минатата среда Уставниот суд донесе само решение, а од финансии велат дека од Уставниот суд им било посочено дека само по основ на решение немаат законска основа да ги исплаќаат субвенциите. Туку, согласно деловникот на судот, мораат да почекаат носење конечна одлука која се очекува во среда. Штом Уставниот суд ја донесе конечната одлука во среда и ја објави официјално, Министерството за финансии ќе пристапи кон исплата на субвенциите, велат од Министерството за финансии. Сојузот на стопански комори на Македонија ќе го промовира кинескиот мега проект Еден појас, еден пат за инфраструктурно и економско поврзување на Азија, Европа, Африка и Блискиот Исток. Со договорот за промоција во рамки на членството во меѓународната комора Патот на свилата, представен денеска на дводневниот меѓународен форум Еден појас, еден пат во Пекинг, и официјално се отвараат нови можности за македонските компании за учество во транснационално поврзување, како и унапредување на трговската и инвестициската соработка, објаснува Даниела Арсовска, председател на ССК. Лидерот на демократите во Американскиот сенат, Чак Шумер, најави дека неговата партија се обидува да го спречи изборот на новиот директор на FBI, кој би го предложил председателот Доналд Трамп. Изборот би бил блокиран се додека администрацијата на Трамп не дозволи именување на специјален обвинител кој би ги истражил мешањето на Русија во американските председателски избори и евентуалните врски меѓу Москва и предизборниот штаб на Трамп. За да можат да ја остварат својата идеја на демократите им е потребна поддршка и од некои републикански сенатори, бидејќи имаат 48, а за блокада им се потребни 51 глас.